Здраво на сите и добре дојдовте во уште едно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се подготвени и јас сум делумно подготвен, што значи може да продолжиме понатаму. Знаете дека прво секогаш ги повикувам тековните домаќини, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а денеска тоа се Раско и Стојче. Повелете. Оддалеку се познавам, големи сте многу. Ке видат колкав човек сум. Не знам колку пати се разочарале кога ме виделе во живо. Добар си. Абе ти мал си бил, кој ќе Тама. Шахмат, немам што да кажам, мал сум. Тоа е. Добар си. Нема што да. Како сте денеска расположени? Расположени. Расположени. Минатиот пат имавте одлична партија, ако заврши на пенали, сепак супер изигравте. Баксузна Но партија. зашал да, лапсус еден, Русија или беше, Германија или беше и излезе Германија беше. Томи Джери. Да, Томи Джери. За жал да, кога дојдовме кај финансискиот дел, односно кај главната награда, тука е на Кикс, Германија кажавме, нели, односно не знаење, си кажавте дека не пратите многу, и јас не пратам многу. Мислам и некој да прател во Германија ќе речеш. Да, дека, не пак ќе кажам, Па ќе кажеш и некој. како да кажам, колевка на мотоиндустрија во Европа. Очекува. Да, они се Британија, Франција, нели, што очекуваш да биде. Ама тоа е што. Денес имате шанса за поправен, но како што знаете ќе мора нови противници да елиминирате доколку сакате, нели, да се борите за парична награда. Стојче, Раско, дали сте подготвени? Подготвени. Да не сакате да додадете нешто? Па ништо посебно. Ништо посебно, дојавме пари да земеме и тоа е тоа. Сега да. Раско, Стојче, со среќа во продолжение, денеска сте домаќини, повелете во домаќинската кабина. Секако треба да ги запознаеме и нивните противници, односно денешните предизвикувачи, доколку сакаме да продолжиме со денешното издание на нашиот квиз. Па за таа цел ги повикувам тука да повелат на сцената Виктор и Илија. Повелете. Илија, здраво. Добро вечер, здраво. Виктор, здраво. Како сте? Може понаваму да дојдеш. Така, супер сте си. Расположени за игра? Да. Ајде на кратко да ни се представите кој од каде доаѓа. Ќе почнеме ајде од тебе. Јас сум Виктор, доаѓам од Скопје, имам 29 години. Работиш што студираш? Да, работен. Работен? Да. Во ред. Кој Илија? Доаѓам од Блокирав ја Скопје. за момент. Како Врска. Да, повели. Илија, доаѓам од Скопје, вработен, татко на две малецки деца. Што зори, супер, кокавите се дечињата? Едното 3 години и едното годинка. Леле, супер весело ти и тебе дома. Да. Тодлери, како ги викаат веќе тоа му доаѓа некако. Супер весело ти е по дома, зборат, одат, све. Така, да. Супер, јаве со моите истото. Сега почна да одат, да зборат и тоа е весело е по дома. Тоа е тоа. За денеска расположени за игра? Да. Да. Трема, таква Малце. работа. Па, Малце. малку, да. Ја ги ви кажам да заборавите, сега моментот кој ќе влезете низ вратата, тука да оставите некаде. Нема потреба од трема, значи сконцентрирајте се на темата која што ќе ја задавам тековно, нели, на тоа мислете, за тоа консултирајте се, нека ви биде таму фокусот. Не мислете на ништо други, тремата ќе исчезне, веднаш верувајте. А сега, не ми останува ништо друго, Виктор Илија, да ви посакам со среќа и повелете во предизвикувачката кабина. Ви благодарам. Раско и Стојче, односно Виктор и Илија, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, сите заедно да ги провериме дали функционираат како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Раско и на Стојче, а Виктор и Илија, дали се слушаме? Да. Одлично, немаме никаков проблем, шумови некои да ве деконцентрира. Одлично. Во продолжение, ако имаме некаков технички проблем, било каков што ви смета или се одразува на вашиот перформанс, да ни кажете, да ни сугерирате за да го средим истиот. И за мене што е многу важно, доколку нешто не ме слушнете или не ме разберете, дека знам и брзо да читам понекогаш и нејасно, да ми кажете за да исправиме работата. Готово. Да се дообјасниме. Виктор Илија, со среќа уште еднаш, сега ќе исклучим и вашата кабина. Раско и Стојче, дали се слушаме? Одлично. Одлично. Како е таму во домаќинската кабина? Ќе се задржим. Ќе се задржиме? Ќе се задржиме. Супер. Ајде баш да видиме. Сијава, после здравје. Се наместив тука и јас самиот. Раско и Стојче, ако се како што треба да почнеме, може? Супер. Ете, драги гледачи, да се увериме во исправноста на нашите кабини, што значи може да стартуваме. А како и секогаш, така и денеска ќе си стартуваме со првата лицитација, а темата за истата гласи.
Зборови кои почнуваат со буквата С. Бараме зборови од точно 6 букви, што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат со буквата С како Скопје, без обзир дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Секој збор може да го кажете само во еднина, само во еден род и без членување. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, народи и слично. Раско и Стојче, дали не е јасна темата? Да. Виктор Илија, дали не е јасна темата? Уште еднаш морам да ви напоменам дека сме имале во минатото киксови да направат нашите надпреварувачи, баш од овој поради ова. Внимавајте, зборовите треба да се од точно 6 букви, што ја содржат буквата С, кои почнуваат на буквата С. Значи, бидете внимателни. 6 букви и да почнува на буквата С. Има доста зборови во македонскиот јазик, можам одма во старт да ви кажам, затоа опуштено, сконцентрирано, секако консултирајте се меѓусебно и тоа е тоа. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација надаваат тековните предизвикувачи. Тоа се Виктор Илија, па ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините. А, Виктор Илија, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 7. 7. Започнуваме со 7. 9. 9. 12. 12. 15. 15. 18. 18. 19. 19. 23. 23. 25. 25. 29. 29. Нека одговара. Да одговарат. Ајде да видиме. Раско и Стојче денеска лававо опуштено ве гледам. Дали вака ќе останете до крај? Баш би сакал. Ајде да видиме Виктор Илија. Ќе имате шанса ете вие да си го отворите резултатот. Се надевам нели во ваша корист дека ќе биде тоа. Темата е зборови кои почнуваат на буквата С, како што рековме, треба да се од точно 6 букви да почнуваат на буквата С, треба да се кажани во еднина, во еден род и без членување. Не може поише од 6 или само 6? Само 6, точно да 6. Како што реков, има доста зборови, во игра се сите зборчиња, значи и животни, и денови од недели, и се останато што сакате, се е во игра. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Светло. Светло. Така е. Стакло. Стакло. Точен одговор. Стебло. Стебло. Така е. Статуа. Статуа. Точно. Мислете, Виктор Илија, знам дека ви е прв пат сега многу работи низ глава ви се мотаат, ве деконцентрираат, јасно ми е тоа. Но мислете на тоа дека времето е ваш сојузник моментално, имате време доста на располагање, затоа ја би ви рекол меѓу вас да се консултирате, да се правите момент, да се кажувате зборчиња чисто колку да тргне работа. Смоква. Така е. Пробај брат нешто. Пробам да ми текно. Столче. Столче. Така е. Стомна. Стомна. Точен одговор. Знае мало.
Ќе знаете кога ќе почнам да ви ги читам после многу криво ќе ви биде. Сите зборови ги знаеш. Сојузи. Сојузи. Рековме во еднина, значи нема да ви го земам сега за жолт картон, еве еден ви дам. Да, сојузи е множина, основата е сојуз, нели? Да, бидете внимателни, ќе го пропишеме на неискуство. Стомак. Стомак. Така е. Стапче. Стапче. И стапче е точен одговор. Стопан. Стопан. Секој сум сакал да ме вика, Марче Стопан он. Ама никогаш нема ни да ме вика, најверојатно. Тоа е. Се помалце ме викаат, како иде. 10 точни одговори до сега, 1/3 имаме изодено. Чујте. Сабија. Сабја. Сабја. Сабија. 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 Не бе, брат, Сабија. Сабија. Ама пак е се 5 букви. С-Б-И-Ј-А. Ј-А. С-А-Б-И-Ј-А. Сабија. Види дали така правилно се пише. Вајда така. Нема сабија, така сабја, без ито е, измени. Рапет се значи. Тоа е тоа. Виктор Илија, ништо не е тоа, ова е првата лицитација, ништо не, ова би беше за загревање, да видите како се одвиваат работите. Се укочивте, многу разбирливо за прва емисија, за прво учество. Опуштете се, нема потреба. Сега ќе ви ги прочитам зборчињата, ќе ви биде уште покриво, затоа што сите ќе ги знаете. Раско Стојче, честитки за вас и за првиот поен. Дали вас ви текнува зборчиња? Да, ви текна? Да. Во ред, нема сега да ве прашувам, чувајте ги, може би за понатаму ги ви треба. А имаме тука сабота, савана, потоа саглам, сакање, салама, самица, самоук, свадба, сведок, свекор, светец, светло, свилар, свињар, свирец, свирче, потоа ќе да најдеме некои поинтересни зборови, сејмен, секому, секрет, сектор, селица, сензор, сигнал, синџир, сираче, систем, смоква, совест, солист, сребро, средба, ставка, стакло, станар, потоа степен и така натаму. Преков сите ќе ги знаете. За жал не влеговме во шемата да ги редим едно по друго, дека ја верувам едно да ви текнеше од овие вака зборчи и ќе фатевте после со ред да ги фаќате, ама тоа е што е добро. И разбирливо. Сега идеме на втората лицитација, поопуштено, ништо страшно не видовте и самите. Само исконцентрирано. Раско Стојче, уште една честитки за поенот, но и за вас важи, не се опуштете премногу, затоа што имам уште една лицитација, како што видовте и самите, се може за миг да се промени. А сега, драги гледачи, како што реков, имаме уште една лицитација за играње, па да не должам многу. Темата за втората лицитација гласи: екипи од македонската, српската, хрватската и црногорската фудбалска лига. Ги барам имињата на фудбалските екипи кои ова 2024-2025 година играат во најсилните фудбалски лиги, така наречени први лиги во Македонија, Србија, Хрватска и Црна Гора. Раско Стојче, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Виктор Илија, дали не е јасна темата? Без Словенија, така? Без Словенија, да. Македонија, Србија, Хрватска и без Босна. Јасно, Без Босна и да. Словенија. Дали не е јасна темата? Да. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои по првата одиграна игра имаат резултатска негатива. Моментално во таква ситуација се наоѓаат Виктор и Илија. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Виктор и Илија, која ќе имате понуда, кажете ни. 10. 10.
Започнуваме со 10. 15. 15. 16, 16. 18. 18. 19, 19. 20. 20. 25, 25. 28. 28. 28. 29, 29. 30. 30. 31, Нашите ќе ги кажам. добро. Српските ќе ги кажам. Тоа ти се 15. 15, 30. 33, 30. 33. Нека одговара. Да одговарат. Ајде да видиме. Виктор Илија, сега е се во ваши раце. Се од вас зависи. Кога ќе бидете подготвени, момци, слободно започнете. Вардар. Вардар. Започнуваме веднаш со оние најуспешните, односно најсилните екипи во првата македонска лига. Вардар и прв точен одговор. Шкендија. Шкендија. Така е. работнички, Работнички. Така е. Силекс, Силекс. Точен одговор. Шкупи. Шкупи. Така е. Брера Струмица. Брера Струмица. Точен одговор. Беса. Беса. Така е. Костивар. Гостивар. Така е. Пелистер. Пелистер. Точен одговор. Струга Тримлум. Струга. Да. Така е, точен одговор. Воска. Воска. Или Вошка, како. Да, воска. Воска спорт. Така е, Тиквеш. точен одговор. Тиквеш. Тиквеш е точен одговор. До сега 12. Идеме со Црвена звезда. Црвена звезда. Се селиме во прва лига Србија. Партизан. 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 Вечниот ривал на Црвена звезда. Та дури јас знам што не Бачка пратам. Топола. Бачка Топола. Тоа е градот. Да, така се вика и тимот Бачка Топола. Што значи како ќе буде 14-15? Точен одговор. Имата Нови Београд. Имата така е. ТСЦ. ТСЦ. Тоест, Во која лига збориме, брат, се ТСЦ, дека не ми е... тоест у Србија. Истиот е Бачка Топола, е тој фактички. Имам, али Игра во прва лига? Да. Сигурен си? Да не направиме некоја грешка тут. ајде друг ако не. Ама тоа е Бачка Топола, Да, тоа е, Бачка тоа е. Топола или тоа е, да, еве сега ги во реже ми кажуваат дека станува збор за истиот тим. Моја грешка, Да. Раднички. Раднички. Има сега неколку Раднички. Кој Раднички? 1923. 1923. другите ги знаеш? Па ги знам. Мислам дека тој од Ниш. Или од... Раднички Ниш, а? Да. 1923. Епа, да барапе овакво, ке ги утнеше Крагуевац 1923, ама ајде, товар се сизнат, има среќа. Војводина. Да барапе по така, готово, Војводина.
И Војводина точен одговор. Нови Пазар. Нови Пазар. Така е. Нови Пазар точен одговор. Суботица. Суботица. Ако Гутнав, ќе суди. Гутнав. Зашто брзаш? Или Хрватска? Клубот го бараме, брече, не градот. Клубота? Да, клубот. Клубот, како беше, бе? Значи, ги знам, ама сега... Чекай. Сега мораш да го кажеш. Мислам, да ми кажа дека мора сега со тој да играме клуб. За да не биде Мора да го кажам, да. Да, мислам да, за точен да биде одговорот, нели, да не... Не можеме да го менјаме за друг одговор, Јас. сакам да ти кажам, и лошо се изразив и јас, извини. Ајде, мислете. Имате време, тоа е најбитно. Радник? Радник? Да, мислам дека беше радник. Мало сгрешим. Много избрза. Многу ми е жал, брат. Смеше ви израз. Не, супер бевте. Спартак. Спартак. Спартак е. Клубот од Суботица. Многу ми е криво, супер ви тргна. Добра ти беше логиката, само те зезна математиката во бројот на клубови кои што настапуваат. Ти си ги рачунали 15 македонска лига, 15 српска, ќе ги имам 30 тука, по 12 се овакво и бројката е како што можеш да видиш. Тука малце се зезнавме. Супер изигравте, дали ти текнува некој друг вака клуб? Ај да не те мачам уствари. Да, да не Хајдук, те. Динамо Загреб. Да, знам дека ги знаеш. Верувам дека ги знаеш, само затоа викам да не те мачам непотребно. Да не ги набројувам. Виктор Илија, денес ова беше едно добро, како да кажам, црпење на искуство. Да. Ве очекувам во блиски дни повторно да се пријавите. Сезоната не е готова, ако сакате ова, ако сакате на почетокот на наредната сезона, но би ви препорачал додека е се уште свежо сеќавањето, да дојдете сериозно, за да се опуштите и да можете да мислите само на темите, да заборавите темата, да не ве деконцентриране потребно. Секој доаѓање ќе ви биде се полесно и полесно, како што и самите можете да видите со делот над преборувачите, веќе и другарски однос имаме. Да. Моја препорака е да доаѓате што почесто можете, тоа ќе се одрази на позитивен резултат, а ако ништо друго, ќе се дружиме. Виктор и Илија. Да. Браво за храброста денес. Верувам дека наредниот пат ќе имате многу подобар резултат, но сега морам да ви кажам чао. Раској Стојче. Седи, дреби, уживај домакински, така, тоа е тоа. Кажи па затоа ли, затоа домакини станавме ние, друг да работи за нас. Да, супер. Одлично одиграно, ги фативте добро, го искористивте нивното неискуство и ете, бенефитиравте на таа карта, што се вика. Супер за вас, браво се. Гледаме се тука на главната сцена, каде што ќе имате шанса повторно да освоите парична награда. Овој пат се надевам на парична награда дека ќе видите. А екипи од македонската, српската, хрватската и црногорската фудбалска прва лига, од Македонија ги кажавме сите екипи 12, од Србија ги имаме, кажавме Бачка Топола, потоа Војводина, ќе ги прочитам полесно ми е сите. Бачка Топола, Војводина, Железничар, ИМТ, Единство, УБА, Младост, Напредак, Нови Пазар, ОФК Белград, Партизан, Раднички Крагуевац, Раднички Ниш, Спартак Текстилац, Црвена звезда и Чукарички. Потоа ова е Хрватска, да, Вараждин, Горица, Динамо, Истра 1961, Локомотива, Осијек, Риека, Славен, Белупо, Хајдук и Шибеник. И потоа имаме Црнагора, тука се Арсенал, Тиват, Бокелј, Будуćност, Дечик, Единство, односно Биело поле, Језеро, Морнар, Отран, Петровец и Сутјеска. А сега, драги гледачи, се селиме на главната сцена, каде што ќе го тестираме знаењето на Раској Стојче на одредена тема, социјал, нели, да видиме дали ќе се освојат парична награда. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Епа, Раској Стојче ми се придружија тука на главната сцена и сега ќе имаат шанса да се освојат парична награда, односно да го поправат резултатот од минатата емисија, кога нели направивме еден киксо на Германија. Која е таа? Не сум ни слушнал за таа Германија, што е? Не се зна и ни ги зема парите што ги немавме. Немавме ништо освоено, па така да не боли многу. Не, да, апсолутно.
Момци, се надевам дека сте подготвени, има многу интересна тема. Ајде денеска да пробаме да земеме барем некој денар, да не се исплати доаѓањето, што ви рекли. Да ве натерам некако да дојдете пак. Вака ако не ви дадам пари, што правиме? Ке рече тоа е Марче Скржав, не да пари, ништо не правиме. Нашата листа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги спишеме со точни одговори за да освоиме максималната сума. Во меѓувреме, за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од нашето студио со парична награда од 500 евра. А сега, ако сте подготвени, да ви ја кажам темата, можеш? Може. Слушајте убаво и вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема. Главни градови со најмногу 5 букви во името. Бараме имиња на главни градови на признати суверени држави од цел свет, чии имиња не се подолги од 5 букви во наша транскрипција. Веднаш ќе ви кажам, помалу Скопје може? ќе биде, не, точно 5 букви, да. Скопје е погрешен одговор затоа што има 6 букви, тоа и како помош и како еден вид нели пример што не треба да правите, нема гајле слободно. Служени се случува на сите да го забораваме мобилниот понекогаш уклучен. Па кога ќе бидете подготвени, да започнеме. Може. Атина. Како е, ако кумови да сте? Тоа телепатски е. Те психопатски. Да. Кај у наша крвна група психопатски. Така е, Атина е и првиот точен одговор. Прага. Прага. Јас се извинувам, момци, чекај. Да, убаво ме праша ти преска, но Марче не си обрнува внимание. Со најмногу 5 букви, може и помалце да бидат. Ете сега прочитав и ќе ве зедна зама. Марче. Ќе требаше да ви дадам дупло после за ова, само со 5 букви го и кажете. Да не сакате така да играме. Ако кажете за 600 да ви дадам, ако се на 5 букви, се зезам, немам право за такво нешто. Пукај сега. Во свет. Во свет. Свет. Полека. Рим. Рим, сега, одма полесно. Што ме опоменавте, сите пари ќе не ги земат. Рим. Трет точен одговор за први 50 евра освоени во денешното издање на листа за 300 честитки. Австрија. Берн. Не Виена, Берн, значи Осло. Еден. Берн. И Минск. Белорусија? Да. Може. Осло. Осло. Така е. Берн. Берн. Така е. И Минск. И Минск. И Минск за 100 евра, точен одговор, честитки. Размислете дали продолжувате сега понатаму. Да, слободно. Вадус. Рига. Каиро, да. Може. Терам. Да, одиме понатаму. Ајде. Каиро. Каиро. Така е, точен одговор. Кој реков може? Чекай, полека, не. Кој реков? Се ги кажавме. Да, изебле полека затоа. Не брзајте. Ајде, ќе ви текна, ќе ви текна ледаш. Рига. Рига. Точен одговор. Вадуц. Како извини, Вадус? Вадуц. Вадус. Да, Вадус, зависи кој. За 150 евра Вадус, 9 точен одговор. Главен град на Лихтенштајн. Честитки за освоените 150 евра до сега. Бидете внимателни, само да не направиме некој кикс. Ја го реков Амстердам. Тие са, не, Амстердам, Брисел. Белгија, Бон. Не? Не, тие не. Берлин со 6, Париз 1, Кито, Чекај сега. Овде На Еквадор. Канада, Отава 2. Отава и Кито Каде е тоа? у Еквадор. Идем. Ајде, идем, брос. Абе за 150. Кај си, да, биле, а не биле. Париз, Париз. Париз 10 точен одговор. Кито, Кито.
И кој беше штатиот? Отава. Кито, 12-ти точен одговор и Отава. Оттава. Оттава. Да. 12-ти точен одговор и 200 евра за Раској Стојче. Честитки. Сега што правиме за понатаму? Ајде, убаво договорете се. Минута само две. Да, нема проблем. У Европа кој не остана. Анкара не, Загреб не, Нема Љубљана. Ljubljana не, Берн го кажавме, Полска, Варшава не, значи доле во Африка, Не. Полска, Варшава, не. Копенхаген. Колку поставя, 200, што? поставя. Да? Чекај, уште минута една. Да. Ако го? Да. Чиле доле. Чиле. Да, па ту е да видам. На Бразилија, Бразилија, Чиле. Ја ќе ви помогнам со еден главниот град на Јапонија. Ете ви од мене една помош, барете 2 сега. Пекинг не, Чекай. На Кипар. на кој? Никозија беше. Не, тие во Лавалета, Никозија, Кипар, Турција, таму измешано е. Значи, Камбера е на Австралија, Јужна Америка, Уламбато. Лима го кажавме, Не е Лима. Лима е на Чиле, Токио, Токио и Лима, Токио. Само малко. Нема проблем. На Индија кој беше? Нью Делхи. Не. Ислам, не Ислам. А овде кај на Катар, не. Катар. А? Катар. Не сме сигурни, Джава. Да. Те заедно. Акра има главен град. Така? Акра. Идеме. Идеме до крај, па Ајде се. Ајде да идеме до крај. Токио, Токио. Кито, Точно така. Не бе, го кажавме. Го кажавте, Кито друго ви беше во игра. Акра, Акра. Кој беше уште еден бел? Низајде. Акра на Гана, главниот град, така. и Лима. И Лима. Памти ги. Лима, главен град на Перу. Џабе се гледам што точен одговор. Знаете и вие, знам и јас. Честитки за освоените 300 евра. Ете, поправивме резултатот од минатиот пат, сега е се полесно. Поправивме оценката. Ја да сите што викам, секој доаѓање е се полесно и полесно и полабаво и полабаво. Човек почна да размишља Опуштено, после 3-4 доаѓања веќе ти е како дома и мисли само на тоа што се случува во студиото. Така. Па, Раској Стојче, честитки, се гледам и во следното издание на листа Живи за здрави. 300 на моје огромно задоволство, со здравје да си ги трошите парите. Фала. Ај ќе прочитам уште некој да пробам да издвојам. Кажавте сепак многу, тука ги имаме Абуџа, Алжир, потоа Аман, Бисао, Дакар, Доха, Кабул, Киев, Мале, Минск, кажаве, мислам Осло, Праја, Рабат, Сана, Розо, Тимбу, Тунис, Ханој. За Тунис сакам исто да ви асоцирам, не, на Тунис како е? Дека многу тешко се асоцира, нели? Да. Главниот град на Тунис? Сликовито одиме. Сликови. Да. Не, супер си бевти, браво. Како што реков, едве чекам да видам што ќе направите во следното издание на листа за 300, до тога што станете ми вие во добро Фала, здравје. А секако и вие, драги гледачи, останете ми во добро здравје и секако со програмата на телевизија Сител. Уживајте, чекајте го следното издание на нашиот квиз и не заборавајте, ве сага Марко и ве сака телевизија Сител. И своето име почнав да си го грешам. Бе, маци. Не, тоа е тоа.